Ево, по трет пат во нашата емисија Шан го имаме Марко Сладкарестика. За разлика од првите два пати, тој сега е малку ослабнат. Така ли е? Да. И има плюс уште 30, 60, 70 нови песни. Јесте, да, и имам личен тренер, се хранам само здраво. Строго јачмен и јачмен. Прв пат сме во Дојран заедно, а причината е тоа што ова година во Дојран ќе биде за прв пат премиерно Пиво Фест. Така, ќе има Пиво Фест во Дојран, да, Бир Фест. Пиво Фест има до Прилеп, ние имаме Бир Фест. Бир Фест има и у Белград и еве и Чија Бир Фест франшизата и у Дојран. Каде ја зеде франшизата? Франшизата ја земавме од интернет. Тоест не знам од кај ја земавме, ама како и да е. Нема тука франшиза, битно е тоа дека ја имам многу кеф да настапувам на фестивали со пиво. Прошла година го отворав Пиво Фест у Прилеп. Сега оваа година... И кога виде колку е убаво, реши сам да си организираш. Не, ја немам ништо со тоа, лично. Ја само имам тоа што ќе имам настап на првиот ден на... удел од оваа организација? Па, лично ја немам. Мојата фирма има, али ја лично немам, знаеш, па што јас сум си, знаеш, јас сум си артист у мојата фирма. Ја имам шеф што... Дај да го слушнеме кој е шеф. И кажа што да правам. Кој е шеф? Иако му давам ја плат, тама на крај ми он шеф, пошто он си ги прави, води, склапа тие ствари, ради тоа што ја гледам да се задржам на таа творба и тоа што знам да го правам најдобро, а тоа е пишување, изведба и слично. Значи, ќе имаш учество на Пиво Фестот како изведувач, ајде не си организатор, твојата фирма е организатор, Желе шефот кој... Желе главно ги Ама бидејќи тој не е тука, па затоа еве со тебе ќе направиме малку мобет. Тоа е за прв пат, ќе биде на која дата, ајде да им кажеме? 29 и 30 јули под јаворот у Дојран, у Стар Дојран. 29 ќе има музика од типот на ќе го отвараат оркестар Късмет, тоа е еден македонски оркестар што свири само строго македонски ствари. После имаме два рок бендови, еден таков рок бенд, еден светски рок бенд, мислам светски кавер рок бенд. После тоа иде наступот на Даниел кај Маковски околу 10 саат, после Даниел е Наум Петревски за таа публика што сака имаце народна македонска музика, и после тоа имаш урбана македонска музика и ја почнем од 12 на полнок. DJ Че после мене вториот ден отвараат Марко Логаут, Ристо Самарджиев, Стојани Нозе, Влад Којлиевски има направено трибют бенд на Биело дугме и мислам дека тоа ќе звучи многу добро, и тоа што самиот глас на Владче е малте неко да го украл од оној Биело дугме. И сега од кој тројца се? Па оној бе што им пее тој не знам како ги викаат. Ги знам, да, малце друг тип на музика слушам. И после него мислам дека у прайм тајм и мислам дека најјавката журка според мене дека ќе биде на Джамбо Агушеви оркестра. Значи Джамбо Агушеви оркестра нас малтене го затвараат Пиво Фест, тоест Бир Фест, и ќе има екстра шарена музика, главно ќе има само македонски изведувачи, ќе биде фино и интересно, и што е најбитно, парите нема да ги земат и да ги однесат у Србија, туку ќе останат тука.
Значи, Македонија. углавно взимаат пари македонски артисти, пејачи, изведувачи, а ние мислиме дека тоа е многу фина ствар за ова Премиерно, македонско музичка криза и премиерна прв пивофест или бирфест. Значи, наредната година да ја очекуваме Цеца, така ли? Ајде за премиерно ќе Наредна почнеме година, така. може би, да. Се, не тоа, ама вајда ке... Драгана Мирковиќ. Вајда ќе имаш, не, се... Краја да е, мислам, с краја да е. На крајва народот е тој што ги сака Да. тие што се фураме ние дека ни го зимаат лебот, не ни го зимаат лебот, туку едноставно прават боле ствари од овие што се кај нас и тоа е тоа, ама е многу жалостно кога некој ќе отиде со македонски буџет и излагаат стотици и илјадници евра од оваа држава кои не се давночат, мислам дека српските и балканските звезди лапаат огромни пари, се ценкаат за нашиве, мислам за нашиве, не зборам за сидите, ама чест на исклучоци што се бројат на прсти. Углавно е тоа многу голошо и за самата економија, а и за самата самиот музички момент. Не бе брат, ладоко, едноставно ти доаѓа некој ти пее, ти изнесе пари од дома. Знаеш, тоа ги даеш ти тие пари на комшија нова, ќе му ги даеш некој од страна. Али како и да е, стварно многу длабоко. Влеговме, ама мислам дека ова имаш кат, мату, премиер. Не, нема кат, секи оди. Отива се. Јас мислам дека доволно е, кажевме за Пивофестот и сега ќе правиме четврто интервју, нареден пат ќе зборуваме нешто повеќе за твојата музика што сега излезе. Мислам дека ова е доволно, па да оставиме да имаме муабет за наредниот пат и ајде на здравје, па ги очекуваме сите да дојдат на Бирфест во дојден наредната недела, така. 29.30 петок, субота имате фри влез, фри музика, ефтино пиво и ефтина скара. Јас сум Сладкар и се гледаме на Бирфест од Дојран, 29.30 јули.